Добре дојдовте во студио. Моите гости Јадранка Костова и Оливера Трајковска, новинарки. Јадранка Костова плюс соработник. Да. Беше лустрирана вчера. Оливера Трајковска во тој период за кој се товари Костова, работевте заедно, но и бевте екипа, тимот, неколку новинари, кај Томе Аџиев, првиот човек на лустрацијска. Пред да започнам со реакциите, има прилично многу реакции. Една од нив е илустрацијата како алатка за пресметка на Јаначе Витановски, која и на нова е објавена, поранишниот член на лустрацијска. За каков случај се работи, Костова? Да почнеме од тоа. Јас го нареков веќе илустрацијска комедија, бидејќи меѓутоа од друга страна не е ни многу комично, искрено да ви кажам, особено по новинарството, доколку вакви белешки бидат предмет за илустрација на новинари. Но особено новинари кои обработуваат политички теми, кои следат работата на тајните служби, се бават со работи по кои по природа на работите сте имале контакт со луѓето од полицијата или од емиграцијата. Што се случува во тој период? За периодот ти излегува прво со една белешка, па вчера била некаква паника, нели, да го дополнат, да изгледа тоа побогато, па тоа второто па е уште посмешно. Тоа е некаков телефонски разговор меѓу едно лице и второ лице. Значи, разговор меѓу две лица во кој едното лице мене ме спомнува. И да биде, мислам, иронијата поголема, тој што наводно јас го кодошев од организатор од телевизија, сега ми објасни колегата Зоран Димитровски дека всушност тоа е едното лице во телефонскиот разговор кој сега мене ме кодоши. Да. И сега замислете колку или има телефонски разговори меѓу две лица каде ќе биде споменат некој новинар со одредени работи и тоа ќе биде доказ, факт, нели, ова за утврдување на факти е комисијата. Дека јас сум била соработник тогаш од некакви шлапатарења по телефон. Значи, што имам јас од документот, освен што некој мене ме споменал во тоа? Во документот кој, односно, има и решение и документ, стои името на Добри Величковски, тој вели дека Јадранка Костова е извор. Иако воопшто не е образложено на кој начин е извор, ниту пак има документ каде што има подпис за соработка со службите. Значи, мојот, да објаснам, јас и нели напишав нешто на нашиот портал за да објаснам на оние кои сакаат да разберат. Мислам, што е тоа што е врзано за таа прва белешка, дека јас сум кодошила дека организаторот нели шири бугарски тези, дели календарчиња, а сето тоа настани кои ние ги знаеме во редакцијата. Но да објаснам повторно. Колешката Сонја Стрезовска-Велјановска ги работеше во безнаслов историските теми. Ние во безнаслов отворивме навистина жешки и интересни, провокативни теми. Тоа беа отварање на табу теми. Значи, ки ми дозволиш, од 92-93, Тито позитивна или негативна личност за Македонија, егејците и нивното раселување во светот, евреите од Македонија и Холокаустот, Македонија во меѓународни договори за историјата, Информбирото и Македонија, Голи оток, граѓанска војна во Грција, стрелање, масовни стрелања на НОП во Велес, Струмица, Скопско Кале, расветлување емисии за Венко Марковски, Ченто Панко Брашнаров, Пиру Земајски, убиството на Кочо Рацин, Ванчо Михајлов, Тодор Стане, одам понатаму. Значи, овие теми брануваа во тоа време, се лутеа едните и другите. Ако викнеш некој од борците кои ти ја раскажува НОП во едно светло, ти си комуњар. Ако расветлуваш лицава кои тие ги суделе за некакво Ванчо Михајловизам, ние бевме веднаш бугараши, мислам и не знам, под влијание. Но сите тие реакции не насопира секогаш, нагласувам, сме имале две страни. Секој што ќе се јавил да реагира, добивал простор. Нас ни беше повод да ги расчистиме одредени личности и настани. Сега, во некој од тие истории... Кога ќе ги видите овие теми, кои денеска се документарци, кои пополнуваат ноќни термини на телевизиите, ова е направено се од хонорарен соработник. Денеска во аудиоснимките слушаме дека се префрлаат и суми по половина милион евра кои не знаат како да се ги наречат.
ние сме сметале дека тогаш е вистинското време да се направат овие теми. Да ги отвориш за да можеме да се одлепиме од една фаза која не била третирана медиумски и да можеме да продолжиме. Да. Значи само да го објаснам. Мене сега и Сонја ми ги дорасветли, мислам стварно е периодот далеку. Некои работи Оливера ме подсети, јас сум забораила. Сепак 93-та, денеска 2015-та е голем период. Значи она ме подсетува дека всушност овој Цеков, која застапува тезата дека македонците се бугари, реагира на нејзина тема, историска, кај што бил споменат, и тој доаѓа за да реплицира. И тогаш го правиме дуелот. Сега, овој дуел во кој, замислете во 93-та дека на јавниот сервис излага човек со ваква една теза, беше шокантно. Навистина имаше многу реакции и знам од раководството на куќата дека имаше и од политичкиот врв реакции со некаква намера дури да ме суспендираат што сум го дозволила тоа. Но тоа раководство на МТВ имаше повеќе рбет и повеќе доблест. Значи се спасивме. Во тој момент организаторов почнува нападно да доаѓа во нашава редакција дневно и да ни збори дека стварно сме бугари. И ние, Оливера знае, првично ни беше тоа малку и смешно. Деме, ја му викам, кој ти е крив, пример, ако си се чувствуваш, и тоа идеше така, додека тој човек не почна да ни доаѓа во петок навечер, кога редакцијата е преполна со политичари и гости. Ние разговаравме во редакција, јас мислам дека тој го третирав како полициски провокатор. Значи, власта сака нас да мене да не суспендира и сега ни пушта полициски провокатори од куќава, кои треба да не прикажа дека ние сме всушност едно бугарофилско дувло, без насловно со повод, бидејќи дувло беше акцијата, точно ДБК тогаш ја... Шифрата на акцијата. На акцијата. Да. Во таа смисла, редакцијата заедно беа присутни кога сум звонела главниот уредник, јас реков ќе се јавам во МВР и ќе реагирам. Да престанат да не провоцираат и да не местат. Јас се јавив кај министерот Фрчковски и му реков, вие ни правите полициски местенки, него му беше малку и смешно тоа, ми вика параноично, и ми рече, обрати се до шефот на ДБК Величковски. Така го побарав, и јас не идам да го кодошам, бидејќи тоа што организаторот го збори јавно. Да. Тоа што го прави во редакција, сум го кажала и на колегиум. Едноставно, мојот контакт со Добри Величковски беше да престанат со полициски провокации. Што го нема? Што го нема во службената белешка? Ама, видете, јас не сум, пред мене не се... Јас не може да се има што пишуваат. Јас не знам која правил белешката. Мене не ми ја дале да ја подпишам или слично. Ја и не знам која пишува. Значи, тоа е, се надевам дека јасно е што е што. Во вчерашната средба со Томе Аџиев, како помина вчерашната средба? Кои беа аргументите кои им ги изложивте? Многу баво помина. Средба, вообичаено. Понекогаш помислувам дека Томе Аџиев е можеби еден од најточно одбраните ликови од власта за таа позиција. Затоа немаат проблем. Тој дошол во секој телевизиско студио, на секоја дебата, бидејќи тоа е еден непробоен зид на секое прашање, на крајот вели ние работиме според Тој не дошол во секој телевизиско студио, да бидеме на чисто, веќе 2 години можеби го бараме во Нова ТВ. Но мислам дека таа совршено одбрана се според законот, фактите се на маса, одрекуваше апсолутно се дека постои некаков тефтер, список на новинари, но со една лаконска формулација. Во овој момент нема никаков список за новинари, ви уверувам, но веќе утре може да има ново досие на масата за новинар. Ни потврдуваше на еден чуден начин со демонстрации, фрлање на телефонот, еве отворете го и проверете ги моите комуникации за да бидете и лично уверени дека од Груевски лично или можеби од некој друг не се добиваат налози. Наредби, нашето важно инсистирање беше за 2 работи. Дали комисијата ја уважува важноста на суптилноста на новинарската задача. Јас лично го прашав дека за било кој зема досие и работи, би било помалку чудно бизнисмен, писател, да комуницира со шефот на тајната полиција. Меѓутоа за новинар тоа е секојдневна работа. Овде испаѓа дека
Добри Величковски ја правил белешката. Да. Кој од нас знаеме во нашите комуникации по тоа што тие запишуваат? Особено да не запишат како извори. Според ова како е запишано, јас веќе сум многу повеќе убедена дека тој човек навистина бил нивен соработник. Значи, очигледно е да се заштити. Поентата на моето одење беше дека полицијата не мести. Да. Но кога вака ти го прочита човек, не ги разбира овие детали. И кој ќе тргнеме сега дека овој процес некаде во некој момент треба да го оценуваме се заедно, без оглед и дали се работи за новинар. Вие имате лустрирано лице ЈК, лустриране, замислете, затоа што некој кој доаѓал во редакцијата ја прашувал: добро, што си ти, бугарка или македонка? Со претходната комплетна пропаганда за Ванчо. И па сега, да бидат лустрирани луѓе кои биле предизвикувани да се изјаснуваат дури јасно по таа линија, Ванчо Михайлов, Тодор Александров, јас мислам дека ова се докази за срамот во што заглави лустрацијската комисија. Згоре на тоа, тоа се случува во канцеларија. Луѓето забораваат дека 4 часа траеше безнаслов носоповод. Во една мала канцеларија во која доаѓаат од шеф на држава, министри, шефови на тајни разузнавачи, конечно. Разузнавачи се останат. Значи, во тоа време доаѓаат, тоа е многу битно. Ние со организаторот се не било јасно, дури на известен начин тој бил и забавен во своите приказни. Понекогаш сме знаеле кога ќе заврши безнаслов да заминеме заедно во кафеана, за никого не бил проблем, тој не ги криел своите уверувања, па ти нешто го фаќаш, па одиш па го кодошиш во полиција. Но како редакција, ние сме должни да ја обезбедиме редакцијата додека таа работи продукција од 4 сати навечер во живо. И само во таа смисла биле реакциите. Инаку јас не знам, постарите може да се сеќаваат, но никогаш не сме зборувале што се случувало зад камери од самиот почеток на безнаслов. И тие можеби први 2 години до изборите 94 година сме виделе секакви луѓе. Некои од емиграцијата кои доаѓа како специјалисти за уругвајска крагна, на крај го гледаш и веќе што е тоа уругвајска крагна. Па јас сум специјалист за вадење грклани со раце. Истиот тој во нашата канцеларија бараше на излегување да ме претресе да го извадам диктафонот. За нас тоа било се дел од работата, се ваделе пиштоли пред влез во телевизиско студио. Апсолутно не биле нормални работите. За сега кога ги читате низ вакви извештаи да речете Боже, што се случувало, што ли овие правеле. Ние сакавме да расветлиме и улогата на таа тајна полиција во претходниот систем со емиграцијата. Колку таа емиграција биле врбувани, како биле врбувани и слично. Меѓутоа, уште еднаш ке нагласам, не постои тема за која не сме имале втора страна, ако не келе да седнат заедно, оделе еден, па потоа друг. И сите полициски афери врзани за прислушувањето на ВМРО ДПМН беа вадени во нашата емисија. Да. Околу Томе Аџиев, ќе се послушам со текстот на господинот Витановски, кажав дека е поранешен член на лустрацијска. Дали го прашавте? Согласно тоа дека услов да се биде лустриран, односно кодош соработник полициски, значи дека било свесна, тајна, организирана и континуирана таа соработка со документ во органите во државна безбедност. Би требало да има некаков подпис, во некои случаи нема. Одговорот на господин Аџиев беше дека не мора да бидат исполнети сите од овие. Но кој услов е исполнет? Имате подпис за соработка, ние се смеевме гласно, бидејќи има само 2 ливчиња за Јадранка. А едното ливче е телефонски разговор. Како тоа, целата таа операција кога решила да им биде соработник на службите, ја искористила само за Владо Пенев. А тоа што е одработено во безнаслов, мислам, ако сериозно си сакал прво, вели од тоа стекнала корист за напредување. Периодот во кој вели дека комуницирала со луѓето од службите или кога почнала, кога е направена првата белешка, Јадранка е уредник на безнаслов, но со повод. Некаде таму каде што се споменува датумот 2006, ние сме веќе на излегување од куќата. И не разбирам што тоа кариерно напредувала соработувајќи со службата. И нашето важно прашање, основот поради кој лустрирате
е непобитниот факт дека некому сте нанеле штета со своето поведение. Ние го прашавме господин Аджиев. Што од човековите права на овдека споменатиот господин му биле повредени? И јас прашав дали вас ви е нормално во канцеларија јас сега да ви поделам што сакам или да ви убедувам дека сте грк или не знам што. Да. И дека канцеларијата не е прашање на слободен изразување на личните ставови, тој остана да го брани ставот дека му била попречена слободата на пропаганда. Слободата на изразување. Но слободата на изразување е токму еден од аргументите зашто Костова смее да работи истражувачки истории и теми. Има некакви шпекулации вчера во медиумите дека стравот всушност постои освен фокус и објавување на следната бомба околу Никола Младенов и дека Јадранка Костова претендира да добие некаква јавна политичка функција. Тоа е смешно веќе. Значи јас се нафатив по смртта на Никола Младенов да продолжам мисијата на Фокус. Семејството на Младенов, неговата сопруга, ми го довери брендот да продолжиме во оној правец во кој бил Фокус, а тоа е критичко обсервирање на секоја власт. Ние и во МТВ во Безнаслов снимале таков однос кон секоја власт. Разликата од тоа време до денес е драматична затоа што ние имавме гости и од опозиција и од власта. Во тоа време доаѓа судии врховни на дебата, мислам, ниеден судија нема да ви говори за конкретна случај, но сме отварале теми, членови на судски совет, директор на тајна полиција, на јавна безбедност, експерти, значи целото полициско третирање на ВМРО ДПМН ние баравме да се одговори. И тие го илустрираа еве Фрчковски за што ја следел ВМРО ДПМН под сомнение за соработка нели со бугарските служби, а денеска власта на ВМРО ДПМН го следи лидерот на опозиција за наводна соработка со грчките служби. И сега ние реагираш и тогаш, сакаш и сега да ги расветлиш работите, ама ова говори колку ние не сме мрднале, ние колку назад сме отишле. И што тие подразбираат под професионално новинарство, што треба или како треба да изгледа јавен сервис, тука сме ние како два паралелни света. И мислам дека не можеме да во добро друштво сте, ако ги видиме илустрираните до сега, Славко Јаневски, Фрчковски, го спомнате, Милчен Джунер, Исмил, така натаму. Сега главната дилема е, поголемиот дел ќе речат, на ова не треба да се обрнува внимание, просто честито со среќа, имаш важно уверение од ова власт, но мислам дека тоа е еднакво за мене, знак дури и на нашата ненормалност и согласност дека системот може вака да се однесува, дека законите можат да бидат злоупотребувани на овој начин, а ние само да се ги проверуваме списоците или листата на доброто друштво, дека ова кругот на илустрираните е далеку по доброто друштво од овие кои претендираат себе се да се нарекуваат елита и добро друштво. Затоа мислам дека не треба да се покажува нервоза, ова се јасни знаци дека веројатно сите напишани работи од фамозното писмо за финалната пресметка со противниците сега имаат својата завршна епизода, но еднакво, не лично, само за нас. Јадранка пришувала многу пред воопшто да знае дека ќе се најде на тапет, иако го подржувала процесот на лустрација, дека ова се претвора во монструозна алатка на властите. И не е воопшто комедија, се разбира. Само за пресметка. И мислам дека тој однос во нашата грижа, дека системот и институциите мора да се опристојат и да се вратат на своите законски ингеренции, ние мора да продолжиме, без оглед што во овој момент сваќаме дека ова е добра порака, дека ние сме апсолутно на двете страни и благодариме што за тоа сега на крајот се именели некакви дипломи и уверенија дека неспорно за тоа се работи. Сакам да објаснам вториот тој документ. Вториот документ, односно телефонскиот разговор. Добра. Значи, како што ми разјасни мојот колега, значи сега тоа е разговор меѓу оној што јас сум го дошнала, нели, организаторот, со уште една особа. Таму едната особа се извинуваме втората Б Тутунар. Сега, јас не сум ни знаела кој е Тутунар или но ми објаснија колеги кои имаат повеќе информации, нели, експерти ми објасниле. Значи, моето име е подлечено нели на две места. Сега
повторно прашувам, дали сите новинари знаат кои ги спомнува во разговори и во кој контекст? Општо. А сега конкретно. Значи, лицето, тој што сум го кодошала, нели ме кодоши во разговорот. Всушност, тој објаснува на второто лице дека во безнаслов го запознал министерот за внатрешни. И Оливера и се сеќава дека било така. Еве, тоа не е лажен податок, пошто нели бил како организатор. Јас не сум сосема сигурна дали на министерот за внатрешни работи, но во една ситуација тој извади прв пат видов американски чек како изгледа. Ова не се сеќавам, затоа и реков. Прв пат извади чек пред Божич од Лебанов, од МПО, и рече сакам да ве почестам. Добив $600 од Лебанов. Сега вие треба да имате во предвид каква куќа е МТВ. Се ви е надвор од нормалата дека некој шета со чек од Лебанов, се шепкаше името на Лебанов, првиот човек на МПО, некој кој работи во националната телевизија се шета со така. За нас тоа секогаш било повеќе хумористично. Но многу од нашите гости се сведоци на таквите ситуации. Вие едноставно имате потреба само да ги заштитите луѓето. Не се сеќам дали тој разговор бил пред министерот, но секако пред некои кои превртувале со очите и не им се верувало. Какво дувло е ова без наслов? Мислам, што се случува овде? Какви разговори? Организаторот не треба пропаганди да шири. Ние имаме, но ова да објаснам. Во вториот сегмент и тоа е потоа господинот Аџиев изрече една клевета за мене. Дури ни во разговорот тоа не може да се види. Значи, организаторов конкретен му кажува на друго лице дека јас со Добри Величковски сум била во... Значи, јас идам како во полициска мисија нели во Рим и сум ја лажала Вида Боева за наводно интервју. И ве молам, тоа го кажува Аџиев, јас не видов кај јас сум лажала. Дека јас сум ја лажала Вида Боева. И сега да објаснам што е, зашто мислам тоа се паушални работи. Ние во МТВ некаде 95-та веќе јас со и директорот разговаравме, знае Оливера, се запаливме да се направат документарци, дека документарната програма на МТВ треба да ги расветли сите историски фигури. Значи, ја во тој период за кој он зборува, одев и 6-7 пати кај Лазар Колишевски, значи се обидував да го натерам да прозбори. Ми бараше прашања, па се двумеше, јас му реков, не е битно, битно е вашето сведоштво, да оставите во архивата. Сега, во тој контекст сакавме и сите живи некакви блиски до Ванчо Михајлов да се направат. Значи, понатаму МТВ ќе прави големи, мислам, професионални документарци. И сега, што се случува за тоа идење во Рим? Точно, јас идам, тоа е делегацијата Денови на Свети Кирил. Зачествувањето. Меѓутоа, Оливера знае, мојот сопруг беше 6 месеци во Рим, на специјализација. И јас одам приватно, но се погодува кога оди државната делегација за Денови на Свети Кирил. Што се случува таму? Председател е Киро Глигоров, цел негов кабинет, луѓе од владата одеа. Таму е Александар Димитров, представник на Палер, со Палер патува државната делегација и јас одам со тој авион, значи со државната делегација, но си се вратив подоцна приватно. Добри Величковски не работи во МВР. И јас бев изненадена дека тој човек станал шеф на безбедност на Палер. И бидејќи имате VIP лет, председател на држава, тој како шеф за безбедност на авиокомпанијата, патува и тој. И јас одам да ги посетам делегацијава во хотел, од луѓе од кабинетот на Глигоров, колеги други новинари, Александар Димитров, кој подоцна стана министер, сега е дел од редакцијата Фокус, денеска се изнасмеа за овој дел, значи ја имам сведоци. Ристо Гуштеров беше бизнисменот, беше Добри Величковски, и тука беа значи се разговараше онака, лефтерно. Јас тогаш сватив дека он контактирале од порано службите со Вида Боја, тоа е лична секретарка на Ванчо Михајлов. И тој ја повика во хотел, тој имаше некаков разговор со неа, да речам 30 минути, 40 минути. Дел од луѓе од кабинетот на Глигоров потоа седна, кои имаат охридско потекло. И јас побарав, нели, ме запозна, јас си побарав интервју. Таа не сакаше. Ми велеше дека давала некакви изјави за македонското радио и не ги пуштиле. Дека ќе биде цензурирано. Јас си велам, мене ми се познати вашите ставови, значи, бидејќи барам и објаснував.
целта е да имаме документи за документација, мислам, значајни сведоштва за снимени сведоштва, период. да. Вие сте биле близок, значи јас можам. Каква беше изјавата вчера на Джиев? Јас сум идала со Добри Величковски во некаква полициска мисија и сум ја лажала Вида Боева. Вида Боева не ми даде интервју, јас ке барам изјава од Вида. Вида Боева потоа се одоброволи и ева го во Фокус, јас сум главен уредник, на 8 страни стои ексклузивно интервју со Вида Боева. Западот стоеше за Дванчо Михајлов. Добро. И сега, како сум лажа? И сега ќе колку луѓе треба сведоци да донесам за патот во Рим? Значи, јас 10 луѓе биле присутни во хотелот, жалам господинот Добри Величковски е починат. Да. Но таму имаше многу луѓе и тој не е шеф на ДБК во тоа време. Значи јас го неам видено не знам колку години и бев изненадена дека тој е на таква функција во Палеер. Толку мислам од веродостојноста и реков, некои колеги наши или оние луѓе кои се ја воспеваат оваа власт и кои се радуваат дека јас сум лустрирана, би сакала да ги замолам, не се свесни што за нив може да излезе. За нешто и знам. Па добро да излекуваат веќе прислушуване. Но ова е принципиелно, Иван, ова е принципиелно. Не може од вакви белешки, тоа ни е муабетот. Да, апсолутно. Многу од лустрираните веќе имаат поднесено тужби, еден во Триндав Ивановски дури од Страсбург, вашата предпоставам вашите планови се да Јас со Хелсиншки комитет веќе разговарав, тие ќе ме застапуваат, да кажам, во овој период. Овде ништо не се надевам, нели, да го поминеме официјалниот дел, дека мораме да поминеме низ домашните судови прво, за да стигнам до низ институциите, што би согласно законот, морам да ја терам постапката, нели, согласно законот и низ институциите. Следните имења, еден од нашите колеги во Либерта, Сацо Каврановиќ, објави текст, не ги кажа нивните имења, дека следните на список за лустрирање се токму неколку колеги, некои работеле во МТВ, но некои не работеле во јавниот сервис. Го објаснили, ја објаснили воопшто смислата на лустрирање, ако Јадранка Костова претходно работела во радиодифузниот сервис, има таков член, односно став кој говори дека новинари во радиодифузниот сервис може да бидат лустрирани. И за Јадранка и за останатите колеги за кои се планира лустрација. Ви реков на почетокот, одговорот е лаконски, нема список на новинари, но веќе утре може да има повторно новинар, како и секој човек. Значи, доколку се планират документи. Друг дел кој што е важен, а не мора да биде само поради спецификите на новинарската професија, како разговараат членовите на комисијата кога гледаат документи, одлуката е донесена 6-4, 6 за, 3 против, 1 против и 3 воздржани. За нас продолжува таа тема, како може, ако се толку несоборливи факти, на крајот со надгласување да ги носите одлуките. Нашиот сомнаш е дека тој што го прави мнозинството, како во квизот Милионер, има прилика да повика пријател или пријателот да го повика него, бидејќи несомнено ако на масата се на располагање факти, не може едва и да добивате мнозинство да ја донесете. Но Аџиев ви понудил доказ. Прислушкуваните разговори предпоставувам дека СДСМ има и бомби од таков тип, токму нарачки на лустрација. Со оглед на тоа што и околу судството веќе постојат прилично. Така велат дека има кај што се нарачувале одредени лустрации. Замислете, нели слушавме во едно од тие бомбите, еден подолг разговор на директорот на ДБК со еден новинар. На Мјалков Солатас. Да, и замислете од тоа некој да направи службена белешка од разговорот, па да рече овој ги кодочи, овој колега или оној бизнес. Тоа е приватен разговор. Евен Иван. Законот се прошири со правото, со новото толкување, дека и наредбодавците, односно луѓето кои што биле на функции во Министерството за внатрешни работи, можат да бидат лустрирани. За мене важното прашање вчера до господин Аџиев беше,
Ако си го погледнете списокот, кого се сте илустрирале, чудесно се сте илустрирале, освен раководството на Министерството за внатрешни работи во времето на експертската влада. Значи може сите, освен Јордан Мјалков. Тоа е пораката. И тоа за мене е влез во обидот... И Джанго не е илустрирано. Во обидот да се преправи историјата, не на вака инвазивен начин како што ова го гледаме низ Скопје 2014-та. Ова не е баш сосема дофатливо за луѓето. Никој не седнува и не губи време сега да седне да го чита досието на Славко Јаневски, не знам, на Владимир. Знам дека претпоставам тоа е напорно и не баш атрактивно за секого. И затоа ова е уште подобра алатка, нема многу фокус околу неа, ама на крајот остават трајни последици. Овие луѓе се занимаваат со редефинирање на историјата. Овие остават нов историски запис за тоа кој е кој, за македонските актери и во демократското време, и во времето на... Но исто е онаа жичка што нама за 4 години сум пишувала доста во фокус. Една таква желба, една злочестост, една одмаздолюбивост. Јас ја нарекував крвожедност. Ги гледав акциите, Љубе која го апса, треба пред синот, треба да му ставаш пиштол во уста. Тоа сме го гледале, не ми требале бомбите. Кај Фијат Цановски за космос и пред бомбите сме човек кој размислува со своја глава ќе ги забележи тие одмаздолюбиви делови. Значи можеме да одиме уште во многу случаи. Кога апсите треба да го апси, во Пајажина да биде и керката на Вили, и братот. Кај Шиповиќ и брат. Значи секогаш да имате и за Верушевски жена, дете, се. Кога ги слушаме само разговорите колку уживаат и како се смеат дека на некој нешто му направиле, јас верувам дека се автентични снимките, мислам тоа. Но бомбите разголуваат она што вели Оливера дека не дефинирање не мислам дека е случајно, дека одлуката за мене мора да биде на денот на смртта на Никола Младенов. Мислам тоа веројатно им било многу кејф да На тоа Аџиев би одговорил, нема врска, ние си работиме согласно законот. Не е забрането на тој ден. Тој ден дојде, беше донесено досието. И законот не забранува на тој ден да бидеме. Јас само сакам да кажам дека колку што е ова се уште отворен притисок и пораки до фокус дека таа војна со редакцијата не завршила, тоа што не сакам да го дозволам, вклучително и оваа екипа од ВМРО ДПМН, од попристојните меѓу нив, пораснале на тој прв телевизиски производ безнасловно со повод. 90-тите во Македонија се обележуваат со 3 важни моменти. Тоа е политичкиот производ безнасловно со повод, 4 сати магазин петок, појавата на Дневник и А1 телевизија. И како што ќе видите едно по едно, се што било нешто во таа прва десетолетка на македонската демократија, денеска е претворено во ништо. А1 физички не постои, безнаслов сега дефинитивно треба да ја добие етикетата на кодешко дупло, а Дневник веќе не сакам да... Тука и фокус Оливера, фокус основан 95-та. Никола направи бум со Млад борец, исто отвараше табу теми преку Млад борец. Така да, си работат они на случајот согласно законите. Ви благодарам што бевте гост. Благодарам на